Благодарам пред. You find that На времето ќе гледам да започнам веднаш. Министерството за земјоделие и воопшто секторот земјоделие во оваа форма го гледаме некаде до 2006 година. До пред 2006 година Министерството беше сместено во барака во градскиот парк, која што беше бивша воена конјушница. Не постоја програми за поддршка на земјоделците, односно државата не исплаќаше субвенции. Бројот на подрачни единици беше половина од сегашниот број. Најголемиот број на институции беа непостоечки или не беа во оваа форма кој што ги гледаме денеска. Законите беа едва 4% усогласени со законите од Европската унија. Кај 90 луѓе во државата беше блоковски распоредено целокупното државно земјоделско земјиште. Капитални инвестиции во оваа област скоро и да немаше. По преземањето на власта во 2006 година до 2017 година се случуваат следниве работи. Министерството се изгради новоизграден објект за Министерството за земјоделство, воведени субвенции за земјоделците кои што достасаа до 160 милиони евра. Бројот на подрачни единици се зголеми за дупло. Воспоставени нови институции. Тогаш беше воспоставена Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Агенцијата за храна и ветерина, Акционерското друштво водоснабдување на Република Македонија. Со нов концепт се излезе во повеќе други институции, како што е фитосанитарната управа, семе и саден материјал, Државен инспекторат за земјоделство, Државна фитосанитарна лабораторија и слично. Што се однесува до легислативата, 95% од целокупната легислатива беше усогласена со легислативата на Европската унија. Беа склучени над 7000 договори со индивидуални земјоделци. Значи, земјиштето заврши во рацете на вистинските земјоделци, за разлика од претходниот период кога блоковско беше делено. Комплетно изградени повеќе инфраструктурни објекти, меѓу кои што би ги извел Кнежево, браната Кнежево, односно Зетовица, обезбедени беа средства за изградба на брана Коњско. Изградена првата, започната втората и обезбедени средства за завршување на Јужновардарска долина, започнување со браната на Оризарска река и слично. Акредитирани беа сите мерки од ИПАРД програмата. И тогаш за прв пат добивме пристап до ИПАРД програмата. За разлика од она што најчесто се фали Социјалдемократскиот сојуз во понатамошниот дел и во претходните дискусии, ИПАРД програмата е воспоставена за време на претходната влада и сите мерки беа тогаш акредитирани. И самата институција беше тогаш формирана. Бевме зачленети во поголем број на меѓународни организации. Тоа е наследството оставено во 2017 година. Кој е наследството што беше оставено во 2024 година од овие кои што сега поднесуваат интерпелацијата? Наследството беше неисплатена цела програма за земјоделие. Цела, комплет. Ништо не беше платено во тој дел. За останати долгови по преходни програми, ова што сега го зборуваат за субвенциите, земјоделците знаат и граѓаните треба да знаат. Субвенциите за млекопроизводството 17 месеци не беа платени. 17 месеци не беа платени субвенции за политар млеко. Вработените во македонски шуми јаде водостопанство на Република Македонија, како органи кои што се делат земјоделието, по 4 месеци не беа платени. Не исплаќавте плати на вработени. За АД водостопанство ќе ви кажам дека од едно од најбогатите предпријатија, тука ви е колешката која што го водеше, беше директорка на УЈП. Нека ви каже, 2002, 2003, 2004 до 2004, кој беше најголем должник во државата? АД водостопанство. Кој беше најголем должник? Предпријатие во кој што вие бевте министер. Необезбедени средства за исплата на плати и на самите вработени во Министерството за земјоделие. Едностранно раскинат колективен договор. Ова е најинтересно, бидејќи ја нема сега колешката која што тогаш беше министерка за труд и социјална политика. Сега многу ви се полни устите со заштита на работнички права. Вие сте единствен министер кој што едностранно раскина колективен договор. Не само што не им помогнавте на вработените, и тоа што го имавте им го вземавте. За останети и неисплатени обврски спрема меѓународни организации, нереализирани капитални инвестиции. Во делот на сомнежот на крупните коруптивни дејанија, мислам дека зборуваше доста министерот за земјоделство, а можевме да прочитаме и од малите екрани. Инаку, во делот кога зборувавте за вработените, треба да бидете искрени кога зборувате за мобинг. Додека бевте вие министер, со еднократно решение, 85 луѓе распоредивте по подрачни единици. Единствена вина на тие луѓе беа што не беа ваши истомисленици. 85 луѓе. Знаете што правевте? Ги баравте на листите да видите да не се наоѓаат на некој митинг случајно на политичката опција која што не ви припаѓа на вас.
па врз основа на тоа заслужуваат да имаат решение во различни подрачни единици. Додека вие бевте министер, над 20 луѓе, јавноста треба да знае, беа суспендирани над 6 години. Дел од тие луѓе почина. Да бидете суспендирани 6 години за да ни судските лавиринти морате да докажувате правдата. Зошто? Бидејќи не сте од истата партија од која што потекнува Љупчо Николовски. И сега тука ќе дојде ќе каже дека се правило мобинг. Па вие сегашниот министер за земјоделство кој што беше таму вработен го отпуштивте од работа 5 години и остана без работа. И вие сега зборувате за мобинг. А мислам стварно срамота е кога ве слуша човек не може да не изреагира. Вие зборувате за мобинг и како се однесувате со вработените. Љупчо Николовски. Па судски пресуди сега доаѓаат кои што ќе треба овој министер и ова влада да ги плаќа. Судски пресуди доаѓаат за мобингот и неспроведувањето на одлуки кои што требаше вие да ги спроведете во ваше време. Јас му сугерирам на министерот Николовски за тоа да покрене постапка, бидејќи вие со вашето работење директно сте го оштетили буџетот. Во 2024 за среќа се смени власт. Со промена на власта, првото нешто што се направи, 1 милиарда денари беа токму прераспоредени со првиот ребаланс на буџет во Министерството за земјоделство. Зошто? За да се платат за останатите долгови од ваш период, за да луѓето добијат плати. Се подпише нов колективен договор за вработените. Подмирени се врските спрема сите меѓународни институции. Во делот на легислативата интервенирано е во 8 закони и донесени се над 50 подзаконски акти. Во клучните земјоделски гранки, за кои што вие зборувате, ајде да го видиме падот по клучните земјоделски гранки. Например, грозието. Откупна цена на грозието во една релевантна година, еве 2023, последната година цела од вашето владење, например Смедеревката 14 денари, Вранецот 17 денари, вкупно откупени 62,3 милиони килограми грози. 2025 година цената на истото грозе 19,1 денар за Смедеревката, 27,3 денари за Вранецот, 120 милиони килограми откупено грози. Не само што се зголемила цената, туку се зголемило и производството. За тутунот 353 денари, 14,7 милиони килограми во 2023. 2025 година, односно ово откуп што е сега во 2026, 418 денари, 26 милиони килограми. Ова се официјални податоци, не само од Министерството за земјоделие, вие можете да ги најдете и на друго место, пошто рековте дека имате контакти со одредени институции, би требало да ви го кажат. Кажете ми најрекордната година за производство и откуп на пченица. За прв пат минатата година Република Македонија успеа да произведе доволна количина на квалитетна пшеница, да имаме собствено македонско производство. Тој во законот го ставивме. За разлика од претходно кога се обезбедуваа резервите со увезена пшеница, сега резервите се обезбедуваат стоковите резерви со македонска пшеница. И тоа е една од интервенциите на законите. Значи не е така дека вие нешто специјално сте мислеле, а ние не сме мислеле. Месото и јајцата како производство за кои што зборуваме дека еве немек паднале, напротив тие се зголемени за 3%. Малку, но се зголемени за разлика од времето кога вие бевте. Извозот на земјоделски производи кој што треба да биде репер и оние кои што се занимаваат со економија зборуваат, ако го расчлените според податоците од Заводот за статистика, ќе видите дека е зголемен за 85 милиони евра. Или разликата помеѓу извоз и увоз на земјоделски производи, внимавајте, е за 202 милиони евра во корист на македонскиот извоз. Во целокупното производство на храна, кај што влегуваат и кондиторски производи кои што ние не можеме да ги произведеме и не ги произведуваме, да, таму имаме дефицит, кој што благодарение на зголеменото производство на земјоделски производи, оваа година е намален дефицитот помеѓу извозот и увозот, ако одиме на целокупната храна. Но ако одиме само на земјоделски производи, ќе видите дека имаме позитива од 202 милиони евра, што не беше нешто случај во вашето време. И сега, кога ќе ги поставиме вака работите, се отвара едно прашање. Зошто ја поднесовте интерпелацијата? Интерпелацијата не ја поднесувате вие против Цветан Трипуновски. Интерпелацијата не ја поднесувате против оваа влада. Вие интерпелација поднесувате бидејќи институциите конечно почнаа да работат. Вас ви пречи тоа што дури и два функционери од оваа власт, кои што беа поради основано мнение приведени, вас тоа ви пречи, бидејќи гледате дека повеќе не може да биде како досега. Во меѓувреме за прв пат се издадени казни по законот за добра од земјоделски производи. За прв пат имаме казни. За прв пат институциите почнуваат изворно да функционираат и веќе тоа
Благодарам. Не ви одговара и заради тоа поднесувате интерпелација за да ги Благодарам. Благодарам.